Целокупниот отпад нус производството на фабриката ХИВ во периодот 1979-2003 година е лоциран близу фабриката. Тоа е количество од безмалку 2 милиони тони гипс. Депонијата е една од 16 црни екоточки во Македонија. Преку проектот Fighters на Градежниот институт Македонија се работи на можна реупотреба на одложениот гипс преку циркуларна економија да се добијат нови производи кои ќе имаат примена и на тој начин депонијата низ годините да се искористи и исчезне. Од тој материјал да се добијат нови врсти на производи кои можат да добијат примена. Имено во рамките на истражувањата има повеќе насоки за можна реупотреба, но генерално тој материјал може да биде употребуван во производство на детергенти, во производство на хартија, може да се користи во цементната индустрија како додаток на цемент, како додаток во вештачки ѓубрива. Во согласност со правилникот за максимално дозволените количини радионуклииди во метали, стручните лица од Лабораторијата за радиоекологија при Институтот за јавно здравје во Скопје процениле дека ниските вредности на присутните радиоактивни елементи го прават фосфорот, гипсот погоден за користење како градежен материјал без ограничување. Екологистите бараат депонијата да се дислоцира. Така да сметам дека треба да биде правилно отстранета и дислоцирана за да може понатаму тој простор да се искористи и да биде животната средина сепак незагадена во тој дел и во близината на градот Велес. Депонијата е 12 км југоисточно од Велес, 10 км северно од Градско и 3 км јужно од фабриката. Стручните лица проценуваат дека тежи 2 милиони тони гипс. Отпадот се јавува како нуспродукт од производството на вештачко ѓубриво. Вакви депонии има 3 на Балканот, во Кутина, Хрватска и Прахово, Србија.